Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд бе со луѓето од Пепер ми во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ќе нема Гледате 1 на 1, финале на 5-та сезона. Овозможено од Good Nature, вашиот домакин Жарко Димитриевски. Добре дојдовте, ова е последната епизода од 5-та сезона 1 на 1. Баш ми е мило и фино што се погоди на Великден, на најголемиот христијански празник, нека ви е честит. Мислам дека сите сте си дома и не гледате и рейтинзите се поголеми, се надевам. Во ниедна од досегашните сезони не снимавме толку многу скечеви како што снимавме во ова. Правевме пародии на разни емисии, на разни реклами, снимавме разни глупости. Голем дел од нив можеби не требаше ги снимиме, ама не се, за жал ги снимивме. Еве зашто зборувам. Знаеш да се скршиме? Шо ти е бе? Снимам најава за ова. Великден да се скршиме со јајца. Ја немам изгубено у живот јајце на Великден. Никогаш. Добро е. Па дај оди ајде за Абе, еве зашто. ај. Ќе те победам. Ќе те победам. Нема шанси. Нема изгубено никогаш. Ете ти. Ајде бе. Стварно Еве зашто зборувам. Скечевите од 1 на 1 сезона 5. Такозвани бурек. Која е нашата планета? На која планета живееме? Македонија. Оф, моримек. Не бе. Планета спасе. Планета. Прашај си ја трвата таму. Планета, кај шо планета? Планета. Зелка. Зумбу. О, боже, господи. Спасе. Го бараме името. Кој го не го бара, то не го даваме ни името. О, мајко. Живее Македонија. Значи, не те разбирам. Кенев. Што? Кенев. О, боже, господе. Сашко. Сашко Кенев. Глумец, бе, спасе, глумец. Не е ден, спасе. Не е ден, бе. Што може да е? Сабота? О, боже, господе. Помош да не сакаш. Све помош сакаш. Брза помош да ти викнам. Брза помош. Спасе! Дајте ми друг гледач, се извинувам. Се извинувам, одиме со следен гледач. Ало, Жарко? Ало? Кој е на телефон? Спасе? Друго? Шо правиш? Па играм малку. Така. Значи, тоа е тоа, мислам, па тоа е феноменално, мислам. Добре, дојдовте назад во Утринска лига, вашето чистилиште на душата. Имаме следен гледач, темата е нова година, ве молам повелете и кажете што мислите. Ало, Жарко. Здраво. Добро утро до Добро тебе, утро. до цела емисија. Добро утро, темата е нова година. Каде ќе Поздрав. славите, господине? Ќе славите ли воопшто? Да, у Пакистан ćemo. Зошто Пакистан, господине? Pa kako zašto Pakistan? Pa Pakistan. Пакистан, шегаџија во ред. Ало, да, повелете. Тетка Мирка, се слушаме, здраво, повелете во програмот. Слободно, слушаме. Синко, ти слушаш, ја стара сум. Добро, ќе има ли предвремени избори? Пред време. Ки има, значи? Ти ме падајат пред време, синко, само остана. Се јавувам од Камбера, Австралија. Од Камбера, сегде има наши, сегде не гледате ли во Австралија? Да, ве гледаме. Јас сум бил во Австралија многу пати. Ако може жал за Деспина, Кажи, сине. ако може жал за Деспина, Жал за Деспина, жал за Деспина. On the water. Добра ти вечер, Македонија. Каде и да си? Вие гледате новата епизода на Во тангентата. Јас сум Жарко Збревтов. Тука сме зашто и вие, и јас, ама вие не толку кога јас. Имате право да ја знаете вистината. Гостин вечерва е Медо Рафинерија Димовски. Која е вашата улога во аферата Пеликан? Кој? Како која? Сакате да кажете дека не сте во никаква афера? Ви се молам, ајде лажете како куче. Ама... Вие шверцувавте алат од Европската Унија во 2001 година за време на кризата. Еве, ајде кажете дека не е така. Кажете дека не е така. Ајде. Не знам.
Станете и по рекламите да го проследите крајот на вечерашната емисија. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, гласот на народот. Следам од самиот почеток вчера во 6. Так, Само повелете. да се надоврзам дека и јас лично знам дека Господ од раса, вонземска раса која се нарекува македонци. Так. И тој по нивни урнек не создал и нас и сите светот. Интересно. Интересно, а каде го чувте тоа? Од шурата, он тие ствари многу ги разбира. Кај сте? Јас сум Дарко Лешовски, а сега ќе ви ја презентираат мојот брат Жарко Лешовски, Бетмен вели мојата песна. Како се викаше песната? Секој ден. Секој ден, секој ден. Секој ден е петок. Јас сум ваш масон. Сполајте, Митре, запирка. Ама вчера од шашма го скинав гајтанот за ајфонот. Шуќур ти текна. Точка. Овој двосет има чудни моки луѓето кога ќе седнат на него си се релаксираат, си кажуваат доста интересни работи. Баш онака се опуштаат на него. Посебно мојата екипа кога не сум во студио, така доста имам слушано приказни дека се опуштаат на него. Како и да е, во оваа сезона имавме десетици фасцинантни приказни и анегдоти кои ги раскажаа нашите гости. Ова се само мал дел од нив. Полека, чекај. Шо Да е, се бе? кршиме, бе, Бе, брат. снимам најави, бе, луѓе, шо правите цело време? Ај, батка да те тепам, ај. Немам изгубено никад, Ѓоко, никад. Ајде, дај. Ајде, бе, држи, еве ти. Ете ти. Ти реков? Ај. Ова се само мал дел од нив. Искра имаше среќа веднаш да почне да работи како секретарка на Трифун, бидејќи неговата вистинска секретарка беше во благословена состојба, а Искра знаеше перфектно англиски, германски и чешки, што му беше особено важно на Трифун, бидејќи Трифун тогаш работеше меѓу другото и со многу чешки фирми. Кога дојавме до проблемот што јас ќе работам, Трифун ми предложи да бидам факс мајстор. Значи немаше дали ќе работиш него, што ќе Што работиш? ќе работиш, така е. Факс мајстор, бев задолжен за сите факсови што излегуваат и влегуваат во Кометал. Сакавме да идеме да нудиме рекет. Знаеш како, слушај се. Ако значи да спонзорираат за да не ги спомнуваме, да не спомнуваме дека докторот е од таа болница. Слушај, вака и вака. За да не ве спомнуваме. Од кај си на работа, од таму и таму. Ај земени парите од оваа. Од конкуренцијата да речеме. Леле. Јас се јавам на мојата сопруга, идеме под Кирија да земам стан. Идеме во агенција да движ, зборуваме и газда на стан ми прашува која машина за перење, која боја треба да ставиме у стан. До тоа дојде. Да. Све друго средено. И прашав, жене, која боја Вака машина и за вака, перење сакаш, затоа што тука сакам да земам стан, ова, а она со девојки таму у друштво била и мисли дека ја се шалам нешто. И вика, која сакаш? Ја кажу, добро, бела. На 7 на евре слетовме тука, значит, како и памтам, значит, во Руси се олади малце. Добро. Овде слетуваме 23 степени сонце и се ви каже, ова е тоа. Еве, гледајте, а? Кod nas malo popularnije građenje vjerskih objekata, kod vas malo spomenika više, ali to u principu Ista količina betona se uludo troši. Да, само си викаат во што, а? Да. Што да правиме, споменик или црква? Или комбинација. Kod nas se ne pitaju. Споменик црква. Ма е ово Александар Македонски, ал со звоном горе. Се чудат луѓе, моето право име е Владимир и на аеродром кој ќе ме видат се чудат луѓе, да. Па вие као се чудат дека сум Владимир. Владимир Стефановски. О, јес, да. Не правам ја пристапи, не знам какви. Ама пристапи, разбирам скроз. Но ти пуштаат низ раце, да се сликаме, да е ова. Абе јас знаеш кога поголемиот четврт ми го даваат секогаш. Да. Шалтер не се чека никаде. Еден од големите бенефити у држава. Како не пцујат сите, знаеш, во па тоа е сега. Види го пи, овој. De Niro ima neki odnos prema Srbiji, on je kad je nešto je stopirao, pa je ostao bez para, pa su mu neki ljudi u Nišu pomogli, dali pare,
Pa ima ta anegdota kad je on rekao pa kako da vam vratim, a ovaj mu je rekao, taj Nišlija, valjda, ma kad dobiješ Oskara će mi vratiš. И ој стварно добива Оскар. И му ги враќа парите. Jeste. Ама предпоставувам не си популарен колку Чола, валјда. Никој не е популарен. Чола е... Никој не е популарен колку Чола. Чола е највеća звезда на овим просторима. Ајде, пиши ми како му изгледа еден ден на Чола, како му изгледа на реалност кога ќе излезе на улица, што се случува со него? Jedan apsolutno običan čovjek, kad bi ljudi vidjeli gdje on provodi svoj dan, bili bi oduševljeni. On je zaista više u trenerci nego što je u nekom modelu. Uglavnom voli da se druži sa svojim prijateljima i ono što najmanje voli da radi, a to je da peva. Последна случка имахме баш у Порач. Го заборавивме Дејан Пецаковски. Што му направивте? Го заборавивме. И тука почна веќе дека медиумски беше ова. Медиумски насновни страни, слики и се пишеше дека прв пат можда во историјата во Саудитска Арабија еден фудбалски тренер ќе оди во затвор. Те осудија на условна сладкара? Да, бе. Колку си осуден па, се фактички? Па на 3 со 1. О, прв пат ми е вака со осуденик да правам. Со затвореник. Со криминалци да се. Нема да запориш. Знаеш, а да сомнително лице ти да ви се оправи. Имаше тефтерче у испитувањето. И у тефтерчето пишува поезија. Јас те сакам душо моја, жарво срце моје, мене си ми звезда и младост си моја. И стотарен прикази, као Сашко Коцев го расплавиша такви ликови. Ми взимаме у тефтерчето, му пишуваме глупост. За да не ти кажам дири дичка, нешто такви работи. Супер, добро. И Оли вака прави. Глупости. И гледа и вака прави. На представа и само. Си ја фака фацата, да не се смее, си ја фака фацата. Има ли нешто? Ми вика, нема ништо. Нема ништо. И си ја држи фацата. Бро, не прочита. Не, им дадов нив они да прочитаат. Kad smo dolazili baš ovdje u Skoplje kod vas, i dolazili smo i na aerodromu, i ja kažem, rekao, znaš da mi je uvijek žao, sad sam se nešto setio Tenerife, uvijek mi je žao kad se vraćam s Tenerife. On kaže, ovi me gledaju kao da se vraćaš 50 puta, ali smo bili toliko puta. Имаш пријатели кои што имаат хлептомански пориви, сакаат да симнат од некоја кола, да ти кажам дека Панки као мој другар, човек кој што беше 20 дена у Бразил и утекнало дека ја собирам таблички и вечерта ризикувал дел од својот живот да биде затворен па симнал од некоја кола оригинал. И видов еден пешкир, го зедов, го врзав и со залет скокнав од накојке, да. Си отиде? Одна прв спред скокнав, левата нога ја скршив, коската надвор ми беше излезена, 3 месеци бев во болница. To je strašno. To je jedna priča koju ljudi kad čuju ne mogu vjerovati. Dobro, ne znam ja tu pjesmu, ali mama mi je kad sam bila malo i pjevala kad se mnogo malih složi. Uopće nije taj ritam, prvo i prvo. Kad se mnogo malih složi, tad se snaga. И ако толку манипулирам, дај да му отидам некој спонзорија да го изманипулирам. О, ништо, голтар останав. Многу интересно, знаеш кој? Не е валјда до толку, немој сега да не помислат па луѓе помош дека треба да дават. Друже, возам Citroen C5 од 2001 година. Дај не ме. Ке ти ставиме пат. Не ми. На свирка се местиш. И доаѓа некој од тие дечките од Шанки или од кафичето. Оние две не сакат со вас. Уште не се намислил, знаеш. Пример, нема врска дека жена ми е тука. Да, добро. Ти знае. Ги спомнат децата, кому би му ги дал на чување од Металург, ако треба некој да ти ги чува? Станичо, дефинитивно. Нема зезај. Дарко, станиш да ти ги чува децата. Дали си ти нормален, бе? On bi se, valjda bi se on zapričao sa njima i pričao o nekim stvarima, ono, da bi prošlo vreme, ne? Така. Prvo smo popili 10 rakija. Dobro. Onda sam ja bio pokusnik. Така почнуваат и сите мои лоши приказни. Da, to je to. Odatle sve počinje. Da, isto. A kraj se zna. 1000 evra, 2000 evra, 2,5 i dođe do 4 evra, a Haris samo vi kitite. Za sve ove godine. I završuje Haris. Ovako škuva je za Haris, Gino i 4000 darki. Normalno se rastali. Brilini pari. Posle toga se mu ги vrati парите. Да. Више која почна да менја бој го рече. Притисак ми скочи да сте вас двое нормално. Где си то пронашao? Јесте истина, да, за плави појас. Значи ти си врзана, само со нозе. Да, па ја и Брусли. Машково било повисоко нешто, така било поголемо или постаро? Више од мене би. Јесте, више од мене био моје годиште.
Ali dobro, kao što sam rekla, to je to Jackie Chan, te tehnike i to je to. Да, и тоа многу страшно делува врз твојата лична мотивација, особено кога си на 500 метри пред врвот, кога треба буквално да пречекориш преку мртво тело. Јас сам у неки моментима снимао онако разочаран што ми гори град, правио сам дневник некако. Као неки дневник, да. И у тренутку док сам гледал кроз прозор, видел сам како на мене иде светлечи метак, кој ме заправо погодио у незгодном пределу, испод кичме е пролетио и изашо ми тук од кука. И јас сам практично био непокретан човек неко време. Meni je otac rano umro, ja sam bio u 4. razredu gimnazije, ali jedan od posljednjih razgovora sa njim koji sam imao, on je ležao onako bolestan. Verovatno je možda i znao da mu se bliži kraj i ovako, to je jedan od naših posljednjih ozbiljnih razgovora. On je mene pitao šta ja mislim da studiram. I onda je on rekao negde, pa dobro, drži se ti toga, pusti ovu glumu, nije to za ozbiljnog čoveka. Možeš ti da glumiš s vremena na vreme kad te zovu, ali završi ti nešto opipljivo, nešto pravo. Басот на Драган Вучич се наоѓа кај Пеце лично. Не е само басот, како на пример прслугот на Благица Павловска. Собственик си на прслугот на Благица Павловска. Прслугот на Благица Павловска. Браво. И не, еве. Ја можам главата да ја ставам овде. Благе бе. И седим и док дојдеш на ред, веќе ти пораснала брадата. Ти текно 2 пати снимање ти пораснала брада. Така да за среќа како викаш ти, ајде да се натафтиме малку со пудриче и да се натоцкаме малку и ќе пројдеме. Еден освен ток-шоу и еден многу интересен и откачен тим. Сакам да се Мане, не може Angry Birds да играш и во исто време и камера и екран и све. Ајде од почеток. Може? Еј, Бог да чува. Еден не е само ток-шоу, туку еден многу интересен и откачен тим. Сакам да се заблагодарам на целата моја екипа, бидејќи се одлични, никогаш не играат на мобилни додека снимаат, на пример. И исто и на телевизија Алфа, со кој имавме одлична соработка цела сезона. Новитет оваа сезона беа луѓето што стојат баш тука, Пеперминт. Со нив имавме многу, не знам како да кажам, моменти за паметење, вајде. Ово е делот од емисијата кај што колеме диво јагне. Така. Што сакаше да прашаш ти? Кој ги бере капините? Не, која е момата што ги брала? Што ги бере? Која е момата што ги бере? Мадона ли е, која ли? Знам ја и по глупи работи од ова со шекачи. Една. Зошто, ако не и воопшто двајца? И три верверички, ако едната и рече, а тогаш кој? Кој? Готово е tego. Здраво, јас сум Жарко Димитриевски, ова се Пеперминт. Ние сите во студиото знаеме и редно и вие да знаете дека Бозо ќе стане татко на машко дете. Бозо! Рей Чарлс, дами и господа, на измислени тапани, кои што се викаат кохон, by the way. Пајаче, добар си? Прекрасно, брат. Најдобрата емисија сум и тука само конзерви јадам, човече. Конзерви, риби и вода пијам. Тебе не те пушти да си одиш дома? Не, брат, тука останав цел живот, да ти кажам. Мислам, не ни бројам више колку време. Значи, сите треба да јадете риба, затоа што рибата е богата со витамин Е и лосос, кој што го има Витамин лосос? Витамин лосос го има во рибата. Иди таму во како се викаше тоа попското школа? Економско. Економско. Има и други случаи, има некој сака детето, таму се вика на пример Тајзи. Тајзи, да. Некој сака Димитар Андоновски, детето му се вика. Така Димитар Андоновски? Да, состоја се името. Така името. Димитар Андоновски, па зависи, Димитар Андоновски Алабаковски. Да, на пример. Така. Има некој што сака да се вика детето Перикле. Има. Баш од Драчево едно дете така. Сериозно си? Перикле. Да. Така да. Тоа е добро. Поради тоа направив песна за тебе. Да. Сега ќе ти го испеам административниот блуз и со магијата на монтажата ќе добијам мојата гитара сега овде. Вау! Вау, човече, па ти си Том Селек. Не бе, тој е Гандалф. Гандалф. Кој е тој? Пајаче, со такси дојдовте сега? Не. Со што не ти дојдов? кажам. Со што дојдов? Со конј дојдов. Со оние
со црнците не донесува со запрежна кола. Што? Ништо. Си бил на клиторис? Сум бил, стално идам секоја година, брат. Али имам мапа, затоа лесно го наоѓам. Здраво сите! Кој е девојчето што ви пее многу ми е убава? Пајак Аце од Скопје. Джейн Фонда. Хенри Фонда. Керка му. Не, Хенри Фонда е. Хенри Фонда е. Добро. Иво од Гостивар прашува. Здраво, Жаре, поштар од Пеперминт, сите здраво, како сте? Чекај, у Гостивар ги варат гостите таму? Да. Тоа. Играта има дури и име. Тоа е мој, остај го. Играта има дури и име. Се вика фискална во рака, награда без мака. Што се случи, бе? Па тоа е кога снимаме во барака. Еј, добар си? Така. Зашто цело време збориш у Рима? Онака, зашто така Господ сака. А за не сакаш да ти ја свириме шака-нака? Бум шака-лака. Бум шака-лака. Пајак, што се крие во тајните одаи на Јованка Броз? Тито. Тито се крие, човече, ја ти кажувам. Извини. Јосип Броз. Кажи. Кој те прашува ова? Не знам, че еден Васко Ефто. Ова најава за емисија, бе. Луѓе, дајте ве фошпаните на Васко, не ми ги ставајте кај мене више. Дај, расположете ме, режија, ве молам. Валентин, убаво, све. Дај, расположи ме нешто. Пушти ми нешто. Пушти ми нешто, убаво. Нешто вако. Најако. Најако. Пратеше водици, што се случуваше ти? Да ти кажам, не е смешно. Секоја година гледам водици. Тоа не е наградна игра, него луѓето треба да го фатат крстот ако сакаат стварно ради нешто длабоко внатре у нив, а не ради телевизор у боја и не знам што се тепаат таму кој ќе влезе. Плазми дава, телевизори у боја престанаа одамна да дава. Добро, ја од тоа време сум застанат. Радио кој дава. А беше негде на оген? Бев како не бев, да, пред зграда. Супер. Шо палевте, многу дрва, изгор скапи се. Ние мало ништо не направивме. Па кој вика дека палевме дрва? Не палевме дрва. Па шо палевте? Пајак го палевме. Дај Facebook, Twitter, прашање. Политиката е една од најглупавите работи на светот и на луѓето им ја преку глава од политика. Токму затоа и не знам зашто воопшто снимавме толку работи поврзани со политика. Кај ни беше паметот бе сериозност? Еј, Пелја, ќе помогнев на другарката да немав проблеми со кичмата. Немам кичма. Жаре, барам помош. Што е министер без ресор? Че те прашам нешто ја. Знаеш што е тоа? Знам. Озбилно? Најсериозно. Сања, и сите вие што не знаат. Министер без ресор е печатна грешка, луѓе. Министер без резон. Одиме вака. Прва награда доделуваме за спин на годината. Спин на годината. Маглата. Да, не е маглата тоа што мислат сите дека е така, тоа не е смог. Знаеш кој е целиот концепт позади сето тоа? Спуштена една завеса. Као театарска представа, као позади пајаче тоа што е завеса. Има големо отварање. Скопје 2014. Тоа е завесата, после нова година ја дигаме и се гледа. Само знаеш што ме чуди? Што те чуди? Што ако не ти се свија представата, бе? Најбранко на годината. Зоран Заев. Логично. Логично. Најпредседател на Македонија на годината. Ова? Најпредседател на Македонија на годината, па нема никој. Што сте ми оставили? Ова ќе ти се допадне. Наградата за најноне на годината. Оди кај македонскиот стандард. Така да збориш, че има негде 1% од луѓе во Македонија што сасвим солидно живеат. Добро, така си. Не е се така црно. Ти е еден од нив. Да. Ја снимате мисии. Најлегален престој во Америка на македонски државјани. Перо Антич. Перо Антич, средил работите. Жми се, знаеш колку брето чеди има нека што останаа. Така, па затоа не ја добиваат наградата. Па да. Најопозиција на годината. Најопозиција на годината, што направивте со пликовата, пак е празно.
Јовани, Ѓоко Јо. Фалат многу работи у држава, приметуваш? Да, ама знам што не фали. Најопштина центар на годината. Општина Пустец. Рима на годината. Рима на годината оди кај песничката Фискална во рака награди без мака. Добра рима е тоа. Да, ние правевме една што... Добра акција, човече. Почнува да купуваат луѓе сметки. Така? И не си стел на маса, дај го ставиш да го дзирнам. Жарко Димитриевски си го даде името. На овој човек не може да му се верува. Еј, каков си станал, лично си либерален, бе. Ја не сум либерален. Не си, бе. Слушаш ли ти што збориш, бе? Ја не сум либерален. Ја ја основав либерална партија на Македонија, бе, со Столе Андов и Петар Гошев. Ја Перо го викам, додуша, пошто блиски сме. Нездраведен. Дај слика од основачкото собрание, ја Перо и Столе. Гледаш ли? Гледаш ли ова кој ја направивме? 331 пред наша ера. Александар, конјот не ми е мито од грците за името, сам го припитови. 1008 година, цар Самуил, немам тврдина во Охрид. Ако некој од моите војници видел дека имам, нека каже. Право бил човекот. Истапи. Здраво, Жаре, имам голем проблем. Да не имаш да ми поземиш 1,5 милиарди евра нешто за кауција, ми се не може да мрнам од тука, ми стојат некои инвестиции во место, фала ти однапред. Колку? 1,5 милиарда евра? 1,5 милиарда евра, да. Кој прашува, не знам, некој Ној. Рој. Некој Рој. Би го направил Собраниски канал да е комичен канал. Да. Како ќе го направиш тоа, леваци? Ништо не би менувал, само место Собраниски канал да пишува, ќе пишува комичен канал. И толку. И тоа би било само едно тоа. ново лого. Ши нема потреба друго да се Нема уствари, точно викаш. Да видиме Твитер статуси од 14 февруари на никој друг, туку нашите познати политичари. Сакаш ли? Стварно, ајде. Така е. Ѓорги Иванов вика: за прашањето со името не сум многу умен, ама кога станува збор за тебе, нема компромис разумен. Како мене. Петар Гошев вика: да те љубам, бркот да те чешка. Солзи да нема, само смешка. Да биде бела како смешка. Талат Џафери вика: и викам на жена ми, молчи не се дери. Ти дадам едно ружа, кажи фали мендери. Нино Тодоров вика: срцето ми е болно, по тебе еден век. Министер сум за здравство, а пак ми нема лек. Нема лек за тоа. Зоран Заев кој вика: дај да победам, мили мој Боже. Остај ги што ти зборат, да ми се верува, може. Одлично, Бозо, тоа. Ајде да видиме што викаат анкетиве. Што пишуваат? Аха. Добро. Океј, добро може. ВМРО со 23% си гази. Секој што е СДС мора да се пази. 15% многу е ниско, а па дуи и ДПА се многу блиско. Да, еве што ви представува книжарницата 1 на 1. 20.000 денари под нулата. Приказна за дозволениот минус на кредитната картичка со просечна плата. Убаво четиво. Убаво четиво да си го испазарите. Одиме следна книга. Да си го испазарите ако не ви е под нула картичката. Касни закасни. Комичен и исклучително весел роман за група пријатели, сите вработени во државна администрација. Значи ова е така за нивните случувања, што прават на работа, како прават. Следен еп е ова. Епот се вика Заев, баба и 40 пратеници. Овој еп е за еден паша кој сака да стане нешто што не може. Тоа е приказна од средната класа, приказна полна свеж зеленчук, приказна на која тешко може да се верува. Впрочем, не може на оваа приказна да и се верува. Следната книга е Алидин. Фантастична приказна за едно магично патување на еден млад планинар од високите,
предели на една планина до главниот град на една поприлично луда држава. И вона и 7-те тендери. Да, ова е трагична приказна за едно девојче кое со ролка и со джип влегува во светот на возрастните, каде што и се губи трагата. Да, поприлично така, страшна приказна. Боичките на Андреј! Знам. Веќе халуцинираш од овие бои. Да, ова е халуциноген трип. Всушност целиот роман се работи за едно градско момче кое што така се обидува да внесе некое шаренило во сивилото. Да. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Со оваа екипа мене ми се како потребни. Мене ми се ите и како потребни. Мене ми се ите како потребни. Мене ми се ите како потребни. Уште еднаш. Мене ми се ите како потребни и како потребни. Мене ми се многу потребни. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Его Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Немаш неделно на Алфа и ке нема проблем, ова е еден на крај на вашиот ден. Ние во еден на еден сме големи фанови на музиката и логично имавме и многу музични. Ама Боки, значи не може Angry Birds да играш и у исто време и светлото да го правиш и логично имавме многу музички гости. Со некои од нив нормално бевме договорени да запеат и го направија тоа, а некои баш ни изненаде кога решија да испеат некоја песна. Еве зашто зборувам. Ако нешто ви смета господин Селек, слободно само кажете, ќе смениме. Свири и чути. Вчера најдов една многу стара фотографија. На неа во црно-бела боја сами тија. Јас во костум, ти во скај од кожа, чиста мафија. Сме се сликале скришно на час по географија. Така е. Не, каков пазар сум направил ја добар. Како рече, кој риф ти се допаѓа од новиот албум Гитар Цар? Ми се допаѓа Гитар Цар, многу. Да, и ето. Дами и господа, ова е од новиот албум Сеир на Владко Стефановски, е страшна песна ова. Да. Whenever I open this case, I see a smiling face. It's always ready for me to cool me down, to
set me free. My guitar is a gun for love, peace and fun. My guitar has the sound that goes all around. Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada. I da nema onog gada, ja bih te ljubio. Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada. I da nema onog gada, ja bih te ljubio. On te voli duže, ja te volim više. 9000 metara na nebu sam ja za tren kad mi osmeh daš. 9000 milja ispod mora na dnu sam ja kad me ne gledaš. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Posle tebe ja su kralj bez kruna, violina bez zlatna struna. Posle tebe ja razkrstiv so ljubovta i so pameta. Mi veliš neka velam, bezgrešen si jas. A dobro znaješ neka vinoven si ti, ti peze. Bezgrešen vinoven, ja s koga odam gledaj zemlja ne ga znam. Ne, ne, ne. Običan smrtnik, ja s godninu vam. Bezgrešен vinoven. За време на снимањето на секој од епизодите си поминувавме баш онака многу добра. И од исклучителна важност ни беше и гостите да си поминат исто така добра. Нешто од тоа секако остана зад камера, но нешто од тоа и снимивме. Да, ево, ако сакаш. Елена Розга? Ја сам како се зове тоа? Името е. Жарко, водител. Леле, ајде да ми у емисија ова. Ја имам една емисија овде. Ајде, мачо. Ајде, јас ти. Чао, на време. На време, чао. Видовте кој е дечко? Да, ја се напијам нешто. По материну. Ја частев ракија, брат. Која не знае што е добро. Гледа ракија. Сега ми ја донесува. Зејтин, брат. Многу јако. Ова стварно е зејтин. Манекенка? Вау! Ти беше таа од Викторија Секрет? Нешто? Аха. Супер. Па нели не знаеш која сум, а? Шеш да искочеме? Еј. Ала. Доста беше. А кој зборува од горе? Добро. Господе. Кул, така Колја? Колја е горе, не е Господ, бе. Тоа е, ја ти реков. Многу е позрел некако од све што сум чул Тони до сега од тебе и те ми венети се веќе ка прва класа, не собираш од маса некои таму. Смее тоа да се спомнува емисија? Такви работи. Многу позрел е албумот. Смее тоа да се спомнува? Смее. Ето, чим каже Господ. Добро, Господе. Извини, проштавај. Желе, да ми раскажувал некој уз кафе, мада такви кафења две имам испиено, демек. Ајде да пукне. На телевизија ќе ова балони. На телевизија ќе мачкаш балони со ова, со другарите не би му. Спремен си? Би му верел, ама. Значи,
Знаеш што да направиме? Значи ground rules да кажем, така? Правила. Ова е една глава, просечна глава. Додуше неговата малце галиченец. Ете овде и овде. Ете, така ќе направиме и така. Овде, овој мојов ќе биде намуртен, пошто твојов е. Овој нервозен е како. Добро. Нервозен е кој ќе обричи. Гледаш? Така, Трема го фати балонот. Точно. И фактички едно лице го бричеме и тоа што ќе му пукне балонот за пократко време е лузер. Ништо додека не ја потрошиме пената, саат и пол емисија, саат и пол емисија. Нема саат и пол емисија. И уште малку си. Ете го и Викса е победникот, а бидејќи Викса е победникот, него ќе го бричиме. Да. Да. На здравие бричење. Ние во еден ден што го ги откривме благодетите на најновата технологија на монтажата и еве сега го користиме сето тоа. Грчи, а не гром. Што е тоа? Па ја чај да свири. Свири. А, да. Како се продаваат албуми во Хрватска? Колкави се тиражи? Па ја пред... Што е добар тираж? Тоа мора те питате, он челон има. Аха, њух. Не њух, добива пара од тога. Оне њух, не. О, бај. Не можеш да кажеш одма, полека, размисли. Значи, број 1 беше тоа, број 2 е тоа. Број 3 е ова. О, го збунивме човеков. Пази, Ѓоко е опасен продуцент. Значи, кој знае колку, мислам на недела дена дека ги бараше да ги погоди, да се слични, ама не. О, мене све исто ми, не знам. Се исто е? Да. Па така е, пошто нама се, не е кајмак, немаме толку пари кајмак да купиме. Значи, ти треба да имаш 3. За да те победам. Да, и да ја добиеш големата кеш награда. Големата награда. И, абе, немој така еден од еден. Добро, крадеш. Путка. Добро, 1, 2. 2 од 3. И... Победи. Владко Стефановски. Дај уште една. Ајде ми кради. Сега рекорди ќе ми поставува тука, види го. Леле, кој е намиски? Шкотите, шо свират? Шо свират шкотите? Она дувачки инструмент свират. Шо ти ме музичар си? Брат, шо свират шкотите? Абе, ода, жаре, од овча кожа шо свират. Братија, готово! Кај да бе, види го леката музичар. Брзо. Като želimo da se pretvorimo u nešto drugo, pa stavimo nešto na lice. Transformers. Venecija, sinonim. Маска. Браво. Ајде бе, готово е треба. Не зграда? Куќа. Готово треба да е. Готово треба да е. Сега. Готово треба да е. Ова што е? Тоа. Nije fair. Готово, знам. Значи, кога ќе се устрамиш и кога ќе ти поцрвенат образите? Брука. Брукали или не? Не. Ај, погаѓи. Готово, кизго. Пиперки. Не. Кизго. Пошта. Ете го. Кој касни секогаш каде god да одиме? Кој касни? Мими Чупич касни. Зошто касни Мими Чупич? Цело време, цел живот касни. Цело време? Не знам. Последно. Како да ја објаснам? Ја ќе ја објаснам. Ова што ништо не бранеше, ништо не паќаше. Јасно. Гордана, многу јасно. Се припаќа, ајде. 40 секунди. Опа, Столе, вре, пијаницове, зошто така, бе? Ванчо Димус. Да, ајде бе, брзо, уште еден. Има ли уште? Ајде, 5 секунди, 4, 3, 2, 1. Браво, изедначено, тоа е тоа. Ова саден ден мислам да направиме. Ајде, Борко. Како Борко, бе? Абе, не бил. Абе, сам одбрана некој игра, бе. Кој игра сам? Победи, готово.
Еве сме, значи, на тоа што го зборевме, ова е не знам која игра, ама Оливер против сите. Симултанка. Игра шах со мене, табла, табланет, трга прво табланетот. Ајде, идеме. Ајде нека фрфоли. Дупли одма. Еј, шах ми дај. Добро, еве го овде. Дај го таму. Еј, уште не. Ајде живсу. Ајде да бегам, овде бегам. Еве го, шах. Заради ние највише тебе надржи полагам. Овде кидам, ат. И јас го гледам познат човек. И викам, вие да не сте филмски глумец? Вика, да. Викам, тој. Роберт Дувал? Да. Кум? Добро е. Шо е, знаеш? Еклериште. Браво! Еклериште. Идеме следното. Шо беше? Салмонела. Ешерихија кој? Едени коцки некој. Да бе, знаеш дека тоа е, да. Браво, тоа е, го погоди. Една. Немам време, да. Ај кажи една. Pa da sam sa nekim Žarkom u vezi, zamislim. Шо правиш, бе? Сакаш да бидеш моја жена? Абе, дајте, молам, ајде снимаме. А šta snimamo? Снимаме, ајде. Ненормални едни. A zašto ti odgovaraš za mene? Ќе се дадеш за вака некој рандом што прва го Šta mu гледаш? je sladak? Šta mu fali, ajde reci. Не му плаќам многу пари. Мала му е платата. Ќе добиеш покачување. Слушај го, знаеш што е тие 20 на мотор која се возеле? Аз кога кој бил дупнат. Што вика? И овој му вика позади што седе, му вика на возачот. Слушај, ќе одиме ли после вика оваму горе? Му вика, Абе, многу брци овој ауспухот, сакам да ти кажам. Му вика, молим, абе ауспухот многу брци. Му вика, шо велиш? Ауспухот многу брчи на моторот. И овој вика, абе не те слушам ништо, ауспухот многу брчи. Така и ние се. Овој мажов на Емина Јаховиќ толку е скандалозен што го викаат Мустафа Скандал? Не знам за тоа, први пат Не, чуjem. не. Знам се зове Сандал, али не знам да го не... Значи, Никола Карабатич би го тепал, би го носел во кафана, би си правил муавет за животот со него, бубрек би му дал ако треба, или би поземил пари од него. Не, ја би му бубрек узео и позамио би пари. И позамио би пари, пари би од него узео, знаеш. Узео би пари од него. Тоа е добро. А не би му вратио, не би му вратио. Ајде следниот да го видиме. Ајде коња. Добар си, добар. Добро. Лино Черо би го тепал. Не би го тепал мајка. Ма, тих свих пет. Сите пет са му различно време. Може вака без држање. Сакаш да фрлиш ти? Подам! Ајде. Ти како измислиш? Опа! Немој мои фори ти е оддалеко. Ти по твоето тоа, джелац. Деме повака, никому ништо. Ето, така, убаво. Ова е најубаво. Ще сипа утринска програма. Ајде. Не играм. Ајде, пиле, ајде. Не играм. Ајде. Бегај бе, не играм. Ајде уште ето. Остана. А сега ова епска емисија ќе заврши со магање на јајце од глава во живо на телевизија. Одиме слободно, Брицо, пукај. Нема се спираш полека, не боли. Да сте. Чекај да го наместам вака. Чао, се гледаме идната недела. Чао. А сега ние во екипата, еве екипата на еден ќе одредиме кој ќе добие 13-та плата. Имаме слики од сите нас на она пикадо онде. Бетмен Велит ќе има таа чест да види, да биде тој што ќе фрли втора шанса. Јас ја добивам 13-та плата! Среќна нова година! O'er the fields we go, laughing all. Ние во екипата сме надежни и крајно нереализирани музичари, предводени од мене. Токму затоа етерот го користевме и да прикажеме дел од нашиот не толку широк музички спектар и се надевам дека уживавте. Ајде бе, манку! Ти реков, никој ме нема победено у јајце. Никој. Виде како ти го скршив. Виде како ти го скршив. Виде ли? Теа, слушај го ова. Ова е специјално за тебе. Од Кадур.
Од К-дур. Добро. Морам да пријавувам данок на платен промет. Гледа каква гужва ме чека. Ке завршам идната пролет. Периодов нешто не сум добро. Морам денес на лекар да идам. Електронската картица готова не. Никад нема здрав да бидам. Имам мало гранапче, ама немам фискално. Бе, чекај, ова е сериозно. Чекај. Ова за како кај Јанко што се вува, такво е некој. Сите се тепаат за ова играва со становите и сите ме избегаваат. Може ли да ми ублажиш болката? Да му даjem еден Венко Серафим. Сакаш од таму или од спун? Од Г. Добро. Бозо не свири, ја пореметуваш песната. Збирај либе, збирај пиле само, збирај сметки кај ќе стигнеш сам. Во супермаркет ред кај ја што чекам, или во гранат со каса што јас имам. Ако љубиш фискални, нек те друг услужи. Ја знаеш? Чекај па. Идеме. Мои су другови, писери расути по целом свету. Јас сум птелица, па и понекад сретнем у лету. Да ето судбина и ко зна шта ли е, кад го се сретнемо, увек се залие, увек се заврши с неком од наши песама. Ајде, диви. Да смо живи и Здрави, још година 100, да е песме и вина и да нас чува Бог, да су најболje жене, увек поред нас е, овој живот е кратак и процури за час. Браво, бе! Толку насува, толку може насува. Насува, толку се жаба насува. Така е. Шо ти е, бе, жаре? Ме остаи, па, ме остаи. Шо ми е? Па ме остаи како да не се смеам. Не, озбилно тажен сум уствари. Па ја покушав да те насмеам, ама не... Не сум расположен на така. Кој те остаи? Ме остаи, не знаеш за кој ме остаи. Па до душа и тоа не знам. Речеш си скоро и тоа не ми е јасно. Слушај сега да видиш за кој ме остаи. Не знам. Свири ако знаеш. Избори идат плакати, мислев да лепам. Роден ден ти иде за поклон, јас да ти склепам. На крај на памет не ми беше што ќе бидне. Ме остави за друг. За кој? За партискиот ни лидер. За партискиот ни лидер. За партискиот ни лидер. Абе, ајде беге. Гледаш што ми се случи? Гледаш ли што ми се случи? Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Еден на еден е доста голем тим, но еден е човекот кој ги одржува работите како што треба, го држи моторот во погон, се прави да биде како... Значи не можам да лажам, не го бива за ништо, ништо нема направи. Тоа е продуцентот Ѓоко, еден и единствен.
Ние се жими газо, нема ништо средено како што треба. Мој филм е проглашен студентски филм за најгори икада. Служио kao пример onoga kako ne treba da izgleda. Ѓоко е прогласен за најлош продуцент икада, само да знаеш. Ѓоко, ја и ти ćemo da snimimo. I naćemo i trećeg kompozitora filmske muzike najgoreg. Ете ти Ѓоко се прослави. Zvaću Ramba Amadeusa da mi se pridruži. Napravit ćemo ludilo. On soundtrack je napravi. Soundtrack. Ja ću određujem, a ti će da budeš producent. Шо направи? Кидам ја да видам. Шо правите бе вие? Ја чекам Анастасија. А ти со скалава шо правиш? Имам нешто за тебе. Ја имам, чекај. За Денов, еве ти од мене. Па добро, ја ќе си ја задржам ако нешто имам. Добро, ја ќе си ја земам така. Кој те врти се? Чисти, од кај ја зема ти? Од Цветан. Ти од кај ти? Ѓоко мене ми ја купи. Ѓоко ми ја даде пред емисија мене. Што не кажеш дека сум откопчан бе? А Ѓоко ти е... Ѓоко, ти наверно овака ме оставаш. За празникот и ти, а? Да, Ѓоко мојата прва и непреболена љубов. Човекот што би го убил ако некого убивам некогаш во животот, тоа ќе биде Ѓоко. Дивна е она била, uvijek се сјеќам нje. Што правиш бе? Па свирам. Кај е пајак? Па не знам. Бог да чува. Таа ако сакаш. Немој да свириш лошо ако го нема пајак. Ќе те запалиме, веј. Добро, ќе свирам уво. Но кога јас ја превртив картата кај мене дома, бев 100% сигурен дека ќе кажеш ке те срце. Браво! Браво, Дудо, бе! Да, шампион! Ќе ни кажеш како го правиш ова? Ќе откријам дел од техниките, така да останете на... Па шоумен магионичар, останете и после рекламите останете. Ѓока! Сакам да се заблагодарам на сите пријатели на дечко. Не сликај сега, те молам, ајде. Сакам да се заблагодарам на сите пријатели на еден на еден. На вас како публика секако, на медиумите што не поддржува и не следеа, на компаниите кои што не видува како квалитетен соработник. Пред се, едно големо благодарам за Good Nature и Alkaloid, за Алпско млеко и Љубенски млекари, за Sportem и Adidas и за Globco Logistic, ваша пошта. За Good Nature направивме серијал видеа кои што ги дававме во секоја од епизодите од оваа сезона. Ние ги крстивме Сакам да пијам чај. Се смеевме многу додека ги снимавме, сега ќе ги пуштиме некои од најдобрите и сигурно ќе ве насмееме и вас. Сакам да пијам чај, а посебно кога ми прават портрет. Добре? Сакам да пијам чај, а посебно кога се спремам за талент шоу. Сакам да пијам чај, а посебно кога ќе се направам дрво преходната вечер. Сакам да пијам чај, а посебно кога бирам каде одам на одмор. Како што гледате, може да одам каде сакам. Дојран, јако ќе биде. Сакам да пијам чај, а поготово кога чекам нова година. За тоа пукале. Сакам да пијам чај, а посебно кога е Good Nature. И ете го крајот и на оваа епизода, на финалето на сезона 5. Ви благодарам многу што бевте со нас целата оваа сезона. Уште еднаш се гледаме во сезона 6 од 1 на 1. Знам дека ќе видите повторно наша публика. Чао, чао, се најубаво, се најубаво. Полека, брат, полека, каде? Еј, шо спомна ти со јајца нешто, кршење, не кршење. Абе, па сите ги победувам, што да правам, не е до мене. Ама нема да... Дај го, абе, дај лежи, ајде. Ама нема да ме победиш, стварно ти кажам. Абе, лежи, бе, ајде. Ама нема... Гледаш? Чекај ме, чекај. Джокси, шо ти ја ти викам, не... Значи... Джокси, бе! Шо направи, бе? Конјак! Шо направи, бе? Шо направи, бе, Джокси ми го скрши јајцето, бе? Ѓоко, кај е Ѓоко? Ѓоко! Джокси ми го скрши јајцето, бе! Шо си му дал, бе? Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер ми во него, па за тоа ова е најдобрата емисија.
правилно на алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. На 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 на.